За 24 часа изгореа од 250 до 300 хектари борова шума во неколку пробиштипски села. Пожарот е изгаснат со помош на вчерашниот дожд, но сликата на терен беше страшна. Гореа борови стари со години, а огнот се закануваше и на првите куќи како и на фотоволтаичната централа во близина на селата. Во саботата за сообраќај беше затворен и патот од Пробиштип кон Штип, а помош во гасењето на пожарите имаше од пожарникарите од Штип и Кавадарци. Градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов посочи дека приоритет за пожарникарите било да се спасат домовите во Неокази, каде огнот бил на 3 метра до првата куќа. Попладневните часови, односно кај 19 часот, заврна дождот за да се изгасне пожарот кој што го зафати Пробиштип, односно територија на селото Неокази, Трибатанци, Бунеш, Ратавици. Станува збор за многу сериозен пожар, можам да кажем многу опасен од делот на самите луѓе кои што беа ангажирани за да се борат со огнената стихија. Она кое што сакам да го истакнам и да се благодарам на против пожарна единица од Пробиштип, заедно со Кавадаречката, која што 20 часа беше на првата линија да се бори со пожарите во Пробиштип, секако и местните населенија на веќе споменатите населени места. Приоритет беше на сите нас да се спасат домовите на самите луѓе, за да нема поголема материјална штета. Според очевидци, двата пожари во Пробиштипско биле предизвикани од громови, но благодарение на дождот и двата се изгаснати, а дополнително ќе се утврдува вкупната штета. Освен борова шума, нема регистрирано изгорени куќи и други објекти. Попладневните часови во саботата од очевидци кажуваат дека пожарот и кај Трипатанци и кај Неокази е настанат поради причина од гром. Јутото дождот најмногу помога во делот на атарот на село Ратавица и заедничкото место кај Глобица, и тука најмногу помогна дожд. Анастасов вели дека и денеска дежураат пожарникарите од територијалната противпожарна единица Пробиштип, бидејќи е забележено тлеење на дрва во опожарениот дел.